Најавите за изградба на нов студентски дом, како и многобројните реформи кои се превземаат во областа на образованието, значително го подобруваат квалитетот на студентскиот живот, но и на воспитно-образовниот процес почнувајќи од најмала возраст, вели пратеникот од ВМРО ДПМН Драган Дане во интервјуто. Најавена реконструкција на студентските домови како изградба на нов студентски дом, колку подобрувањето на условите и проширувањето на капацитетите ќе значи за студентите. Владата на ВМРО ДПМН уште при самото доаѓање на власт во 2006 година го детектираше проблемот со студентскиот стандард, особено со сместувањето на нашите студенти, и уште истата година се донесе еден акционен план во рамки на влада и во рамки на нашата партија за реконструкција на сите постоечки студентски домови. Таа реконструкција започна со реконструкцијата на студентскиот дом Стив Наумов. Веќе од ланската година се продолжува со реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев. Тоа се огромни капацитети и овие капацитети за прв пат се реконструираат после нивната изградба. Така да веќе со најавената инвестиција на нов студентски дом во град Скопје, јас сум убеден дека не само што ќе се подобрат условите за живот во студентските домови со нивната реконструкција, со замената на целокупниот мебел, со изградбата на новиот студентски дом, мислам дека во целост ќе се задоволат потребите на студентите кои што студираат на факултетите во град Скопје, и на тој начин ќе се направи еден сеопфатен проект со кој владата на ВМРО ДПМН барем во догледно време ќе го реши проблемот и со студентскиот стандард, а најповеќе со сместувањето на студентите во студентските домови. Исто една мерка која што гледам дека и можам да забележам и ценам дека во последно време слабо се експонира, тоа е дека во минатото огромен број од тие студентски легла на некој начин, еве да кажам, можеби не се дава, односно не се делеа по некои критериуми кои што требаше да важат од пред известно време, и тоа со заложби директно на владата на Република Македонија, со ресорното министерство, па дури и со премиерот. Верувајте дека студентските домови сега се полни со, или студентските легла ги земаат студенти кои што навистина заслужуваат да земат студентско легло, и ако може да забележите во јавноста, веќе во септември месец кога се делат студентските легла, веќе нема апсолутно никакви забелешки, ниту некои одредени приговори. Тоа е, мислам, еден голем плюс во работата и на студентскиот центар и на Министерството за образование, по чии ингеренција ова дејност. Во образованието се спроведуваат голем број реформи, но се реконструираат и градат нови училишта и спортски терени за учениците. Колку е подобрен образовниот процес? Кога се работи за образование и развојот на образованието, значи тоа е еден динамички процес, и се што ќе се направи секогаш може и повеќе и подобро. Но ова влада е единствена влада која што од самостојувањето на Република Македонија направила нешто за развој и на самиот образовен процес, и на воспитниот процес, и на оној спортски дух кој што треба да го негуваат и развиваат учениците во Република Македонија. За таа цел има огромен број на реконструирани училишта, околу 365, има неколку ново изградени училишта во Република Македонија од 2006 година навака, има огромен број на спортски сали нови изградени во училиштата во Република Македонија, да не зборувам за повеќе наменските игралишта и така натаму и така натаму. Значи тоа е еден цело множество на работи кои што се направени во Република Македонија од владата на ВМРО ДПМН и кои што на некој начин действуваат или се во насока на подигнување на нивото на образовниот процес во нашата држава, и верувам дека резултатите од сите овие активности ќе се далекосежни и ќе ги почувствуваме најдобро наредните десетина години. Како се одвиваат стимулативните мерки за матурантите со одличен успех кои своето образование сакаат да го продолжат надвор од Македонија? Владата на ВМРО ДПМН и коалицијата од 2006 година навака посебно внимание обрна на учениците кои што покажуваат навистина солидни знања и резултати во самиот образовен процес. За прв пат се воведени стипендии и награди за учениците кои што освојуваат награди на државни надпревари речиси по сите предмети, а особено се стимулираат учениците кои што освојуваат награди по природните науки и математика. Тука една доста стимулативна мерка која што ценам дека од големо значење и која што во минатото ретко дека некоја спомнува и ја експонира,
а која за мене, мислам дека е, пак ќе повторам, од огромно значење, тоа е да нашите матуранти кои што ќе се запишат на првите 100 рангирани факултети во светот добиваат целосна стипендија од државата, од владата на Република Македонија, со платена школарина и платени сите апсолутно трошоци што ги имаат студентите во државите, односно градовите низ светот. Тоа е една бројка, тоа е една мерка која што е навистина стимулирачка и која што ги стимулира најдобрите ученици, матуранти да се запишуваат на овие факултети. Тука треба да напоменеме дека запишувањето на еден ваков факултет не е нималку лесно, но затоа за најдобрите следуваат и големи, мислам, ова се навистина стимулативни работи кои што јас еве ги повикувам и апелирам до сите матуранти да ги користат максимално и да се обидат да се запишат на овие факултети. Нормално, после завршувањето имаат обврска да се вратат и одреден период да работат во државната администрација, да навистина тие со своите знаења што ќе ги донесат во Република Македонија да придонесат едноставно за развој на целокупниот систем во нашата држава, независно во која сфера се нивните или во која област се нивните завршени факултети. Веќе имаме и конкретни примери за ученици кои што завршиле и се наоѓаат во држава и се ставени во функција на одредени ресурси на нашата држава. Колку изучувањето на Кембридж програмата во училиштата им помага на учениците при нивното образование? Тоа се програми наменети за предметот математика и природни науки. По таа Кембридж програма, значи, учат голем број ученици низ многу држави низ светот. Една програма која што има навистина големо и искуство, и реноме, и традиција. И гледајќи ги и учебниците, и програмите, јас ве убедувам и апелирам до сите да имаат доверба во целата програма, на учебниците кои што се од оваа Кембридж програма, бидејќи можам да забележам дека особено за предметот математика, бидејќи јас сум професор по математика, да она што ги нуди оваа програма и овие учебници, резултатите ќе бидат многу поголеми отколку што беа до сега и начинот и пристапот се навистина новитет во нашиот образовен систем, но убеден сум дека овие ученици што сега ги изучуваат предметите математика и природни науки по оваа Кембридж програма ќе имаат забележително поголеми резултати и поголеми способности за понатамошно следење на предметот и математика и природни науки и општо ќе влијае за подобрување на целиот тој нивен и воспитен развој и образовен развој во сферата на математиката и природните науки. За прв пат во одредени основни училишта се воведува така наречената IB програма. Значи тоа е меѓународна програма која што се имплементира во повеќе држави во светот, во голем број држави низ светот и за прв пат е воведена во неколку основни училишта во Република Македонија, инаку таа како програма функционира веќе 20 на години во гимназијата Јосип Броз Тито. До пред известно време, до пред 2 до 3 години таа се плаќаше, значи имаше одредена партиципација. Сега владата на Република Македонија заедно со Министерството за образование и наука ги покриваат сите трошкови и оваа IB програма во моментот и понатака ќе биде бесплатна за оние ученици кои што ќе успеат да се запишат во неа. Колку Кембридж програмата ќе влијае учениците да го продолжат школувањето на повисоко ниво на техничките факултети? Математиката се учи од градинка па цел живот. Математиката е основа на многу науки, особено на оние технички науки кои што во суштина го даваат и развојот на една држава. Тоа е реалниот сектор, а реалниот сектор се потпира на тие технички науки. Основата на техничките науки е математиката. Оваа влада е првата и единствената до сега, пак ќе повторам, ќе потенцирам, што на ваков начин го третира проблемот со природните науки, со математиката, со техничките науки, бидејќи сите овие странски инвестиции што доаѓаат во Република Македонија без соодветен кадар, а кадарот се знае, тоа се одредени технички факултети, машински, електротехнолошки и така натаму, без соодветни знаења и способности во делот на математиката, верувајте дека ние квалитетни електромашински и уште некои технички факултети студенти тешко дека ќе добиваме. Ова е навистина една
работа која што се фаќа во основата, а тоа е со самата Кембридж програма, со начинот на воведување на одредени математички поими, анализи, решавање на задачи, поставување на одредени проблеми, верувате дека способностите математички на нашите ученици ќе бидат на многу повисоко ниво отколку што досега беа. Не дека досега не се работеше и беа програмите и учениците лоши, не апсолутно, но сепак ова е малце повисоко ниво и јас верувам дека учениците ќе бидат оспособени да понатака математиката како предмет и техничките науки не бидат некоја популарно кажано табу тема, едноставно како и сите други науки и овие од самата основа ќе се добијат соодветен тек и за учениците техничките науки, овие факултети за кои што претходно зборував нема да бидат некој голем проблем, а тоа пак влијае максимално на развојот на индустријата, односно на пополнување на сите капацитети кои што доаѓаат и како странски и како домашни инвестиции во Република Македонија.